Здраво јарци, добро дојдовте и ајде да видиме каков ќе биде ноември за вас. Генерални таро толкувања, ништо не менуваме како и досега. Ова се пораки кои ви ги испраќа таротот за месец ноември и со самото тоа што се генерални не може се да се однесува на вас. Затоа внимавајте, она што е за вас, пораката што сака да ве најде, ќе си ја препознаете. Она што не ви има смисла, не е порака за вас, не му обрнувајте внимание. Кратко само лајкувајте, споделувајте, коментирајте, се разбира доколку ви се допаѓа. И претплатете се на каналов. Бидете дел од сето ова. Зашто да не? За вас тоа би било многу малку, но за нас е навистина многу значајно. Ајде сега да видиме јарците што ќе прават во ноември. Еден дел од вас, вие просто не можете да се начудите колку другите луѓе сакаат да земат од вас. Колку другите луѓе изгубиле осет во тоа колку бараат од вас. Таа е таа енергија за некои јарци овој месец. Ова се случувало и досега. Постојано се случувало за некои од вас. Вие сте биле изворот за некои луѓе, изворот за било што. Значи за пари, за поддршка, за грижа, за помош, за совети, за што и да се работи, за сите е различно, нели? Не може сите исто да ги доживувате нештава. Затоа вие обидете се да препознаете за што се работи кај вас, но таа енергија едноставно не можете да се начудите овој месец колку другите луѓе изгубиле осет. Изгубиле осет колку бараат од вас. И некои пак од вас јарците не можете да се начудите колку некои луѓе не го почитуваат она што вие го правите за нив. Вие можеби досега, не можеби, туку сигурно, ги исполнувавте сите желби кои ги имаат. Значи се што ќе посакаат, правевте за нив. Дали сте биле во можност или не сте биле, не било важно. Сте правеле се, буквално се за нив. А што сте добили за возврат во ноември, повторно, како и многу пати до сега, ќе се уверите дека за возврат сте добиле нож во грб, сте добиле непочит, сте добиле неискреност, сте добиле лаги. Значи за некои и таква таа енергија. Многу од вас ова го правите за семејството, многу од вас ова го правите за партнерот, а многу од вас ова го правите во работата, во кариерата. Можеби на работно место сите ова го правите, другите го бараат од вас, го бараат, го очекуваат и веќе изгубиле осет колку многу бараат од вас. Вие сте јарец, вие сте моќни, вие сте истрајни, вие можете да истраете и надчовечки напори можете да вложите и да истраете во сето ова, но јас мислам дека ова веќе почнало да ви тежи. Ова веќе не се носи, овој товар повеќе станал претежок, ова не е човечки вака да се живее повеќе. И ова сакате, се надевате, дури и ќе размислувате ова да заврши, да му се стави крај на ова. Ова е смрт, нормално, ова е крај. Не е физичка смрт на никого, тоа во никој случај да не се грешите. Ова е крај на она што вие го правите, колку вие се измачувате за другите луѓе. И ова го правите за другите, ова не го правите за вас. Да, на некој начин за вас, вие тоа го сакате, меѓутоа сепак напориве се за некои други луѓе. Другите во ноември повторно ќе очекуваат вие да бидете изворот, вие да бидете поддршката, подкрепата, вие и ќе бидат многу тврдоглави.
не ни ќе имате можност да им објасните дека не може тоа така, дека е невозможно да се продолжи така. Колку вие и да можете да дадете, доаѓа момент кога ќе заврши тоа. Но, кажав, тие едноставно нема да сакаат ни да чујат за тоа. Ке си очекуваат, тие се навикнале најверојатно на ова. Тие се навикнале вие да бидете изворот на среќа, на поддршка, вие да бидете тие кои ја носат храната дома, вие да бидете тие кои се грижат за добросостојбата, семејството, децата, буквално за се, за сметките, буквално за се. Или пак како е во полето на кариерата, вие сте тие што се грижите за сите детали. Дури ја работите и од другите. И разбирање, не очекувајте во ноември за жал од другите. И кажав, сега доаѓате веќе во ситуација каде што ќе почнете малку рационално да размислувате. Ова веќе не може вака. Колку и да можете да дадете, колку и да сте способни, вие сега во ноември ќе ве сеават некои мисли дека што ако заминете? Што ако бидете овој пат малку посебични? Ева сте вие, ова е јарецот во таротот. Можете се, но ќе почнете да размислувате. Што ако јас престанам да давам и да се трошам настрана за другите? Финанси, љубов, поддршка, работа, што и да е. Ќе почнете да мислите, што ако престанам јас да се трошам на други страни? Што ако почнам да размислувам себично и само за себе? И да ќе се јават првите моменти кога вие ќе сакате да ја напуштите ситуацијата што ве мачи, што ве оптеретува, што не ви дава спокој, што не ви дава да бидете своји, да бидете овие способни, моќни. Знаете дека сами ако бидете, ќе бидете многу поспособни во сето ова. Да, не дека нешто ќе превземете, значи ова се само вашите мисли, вашите први мисли кои се јавуваат кога нешто сакаме да смениме и да превземеме. И ќе почнете и она што најпрво ќе го направите и ќе седнете и добро ќе размислите. А може би ќе прифатите некои совети. Овој пат се јавуваат и некои луѓе овде кои сакаат да ве посоветуваат. И да не е така, ќе седнете и ќе размислите. Ќе размислите кому и колку треба да му се даде. Значи, не се ограничувам овде на финанси, само кажав и повторно ги кажам, може би и емоции се, може би и поддршка, може би зборови, може би совети, се може да биде. Но сепак ќе седнете и ќе размислите кому колку сега да му се даде. И еве вагата, ќе седнете, може би некоја вага има овде во ова приказна, но ќе седнете и ќе почнете да пресматувате кому колку треба да му се даде. Кој колку бара од вас и колку враќа за возврат, што ви дава. Од оваа страна очигледно не добивате ништо. Добивате само, како она што го споменав на почетокот, лаги, неверства, непочит. Од оваа страна може би добивате по нешто. И ќе размислите кому колку сега треба да му се даде. И едната страна, може би па и многу страни, многу нешта ќе треба да ги напуштите. Ова ќе се случи во најблиска иднина, најскоро ќе се случи и ќе оставите позади себе многу нешта во кои многу вложивте. Ова се премногу емоции, ова се премногу долги годишни вложување емоции. Но заморот си го направил своето, она што не се добило за возврат си го направил своето, лагите, непочита си го направиле своето и вие заминувате од оваа ситуација и од овде кога ќе заминете повеќе нема назад. Имате премногу можности за избор. Ова се сите
ова ги представуваат премногу можности, работа, љубов, кариера, други луѓе, предмети, места, значи премногу можност имате. И имате од каде да изберете. И очигледно кон нешто веќе целите, во ноември ќе тргнете кон нешто. Тоа нешто за вас е ослободувачка некоја енергија, многу радост, у вас овде се чувствува некоја среќа, некоја радост, некој чувство на припадност. Знаете дека таму повеќе припаѓате, таму е полесно, поубаво, меѓутоа она што од која вие се плашите и се грижите за од осудата. Се грижите дека другите луѓе ќе ви судат, дека не треба така. Вам никој не треба да ви суди, буквално никој, како што не ви суделе до сега кога сте биле во оваа тешка ситуација, така сега никој нема право да ви суди. Вие сте тие кои одлучувате за својот живот, и единствено само вие можете да направите било што. И кажав, ноември ќе биде месец на промени, големи промени, веќе почнувате и очигледно, за да се смени сето ова, ќе испратите некаков повик за одобрување, некаков повик за прифаќање на нечиј совет, на нечија поддршка, повик за одење кон некого, доаѓање кон вас на некој, или пак ова ќе биде поддршка и помош од мајка, од баба, од свекрва, од некоја таква фигура во вашиот живот. Значи, тоа е тоа што ќе се случува во животот на некои јарци. Некои други пак јарци имате во вашиот живот некоја машка фигура, може да е вашиот партнер, може да е партнер, сопруг, може и брат да е, некој машка фигура која имате блиска во вашиот живот. Може би е подалеку од периодов од вас, може би пак и не е, а нешто прави нешто, но ова што го прави сака да ви го одлече вам вниманието. Сака вам да ви го одлече вниманието, некако сака да ве дефокусира. Не знам зошто, но се обидува да ве дефокусира. За некои може би користи и аргументи со кои ве убедува дека она што вие треба да го правите е добро за домот, семејството, бракот, за кариерата, може па и на работно место, некој колега предпоставен. Се обидува да ве дефокусира. А зошто велам дефокусира? Со тоа што ве убедува дека вие мора да го правите и треба да го правите, значи ако постои таков некој што вам ве убедува, буквално ве убедува, тој само ве дефокусира. Знаете зошто? Затоа што еве каква личност е тој. Личност со маска. Апсолутно не е таа личност која се представува дека е. Ова е личност која секогаш е во позадина, која секогаш има скриени намери, која никогаш не се представува во целосно светло, дока никогаш не може да допрете, вистински да допрете. Значи, што може подобро да ја опише оваа личност, освен ова? Самата карта ја опишува. Внимавајте многу на сите оние што сакаат да ве дефокусираат на тој начин што се обидуваат да ви кажат што треба вие да правите или што да работите. Внимавајте многу. Некои од вас пак во ноември ќе се чувствувате тажни, осамени, за жал сте во оваа ситуација и оваа ситуација продолжува, меѓутоа многу почнавте да размислувате. Некако вие не можете да излезете од мисливе, вие јарците некако не можете да излезете од мисливе овој месец. Зошто? Затоа што вам и работата, и семејството, и домот, и куќата каде живеете, вам се вие тоа товар, некако товар ви. Дури и на работа, ако не е се сјајно, подобро некојаш вие да бидете на работа, само дома да не се вратите. Или пак обратно.
дури дома ако не е секако што треба, подобро вие дома да бидете, само да не сте на работа и обкружени со овие луѓе со кои работите. Едноставно не постигате баланс ниту во работата, ниту во семејството, претешко вие знаете дека мора да бидете, вие се чувствувате како во затвор, буквално како во затвор. Како во затвор, не можете да се ослободите од грижи, од проблемиве. За децата се грижите нешто, дали ќе можете да успеете некои нешта за децата да обезбедите. Премногу се грижите. Она што можам да ви го кажам е дека премногу се грижите. Вашите тешки мисли, вашите песимистички, негативни мисли ви го прават животот уште потежок, затоа обидете се, барем малку. Барајте некоја релаксација, барајте нешто што ќе ве опушти. Опуштете се, затоа што колку потешко ќе ни се мислите, колку полошо размислуваме, уште потежок ни станува животот. Обидете се. Има милион начини на кои може да си помогнете, побарајте некои од тие начини. Драги јарци, јас се надевам дека најдовте нешто што ќе ви послужи, чувте нешто и до следното видување, до следното видео. Чао, чао.